Независно од ова утринско, како кажем, офанзивава што ја превзема Русија против Украина, се договаравме малку да поразговараме, Павле, за тоа какви се реакциите, каква е атмосферата во Македонија во однос на ова големо прашање што сега се отвори на еден најнеповелен, би рекол, начин во Европа па и во светот. Како ти се чини македонско општество? Доволно ли сме, како да кажем, консолидирани за да можеме оваа голема компликација која што ќе ги поремети сите односи на континентот и во светот, па и во нашето соседство, да ја дочекаме на еден конструктивен и, како би рекол, продуктивен начин? Па не изгледа така. Прво би сакал добро утро и да се заблагодарам за поканата, но да ви одговорам на прашањето, не изгледа дека како општество и како јавност сме доволно консолидирани за да заземеме прецизен и јасен став кон тоа што се случува во Украина. Може би е тоа демократска придобивка. Луѓето имаат право да имаат различни ставови? Е и не. Проблемот со овој тип на придобивка кој што го зборите, дека многу често може да биде резултат на субверзивно действување токму на една од државите кои што се вклучени во самиот конфликт. Бидејќи видите, конфликтите денеска во истата мера во која што се водени на фронтовите, во истата можеби поголема мера се водени преку медиумите. Се водени преку медиумите во различните држави со цел добивање на влијание за самата Русија во случај. Бидејќи најголемата опасност која што сме се соочува на Путин не е враќањето преку сила од страна на Западот, туку санкциите, економските санкции кои Западот може да ги наметне. Ако смеам да забележам, значи во Македонија сите официјални инстанции, бидејќи сме членка на НАТО, значи почнувајќи од премиерот па надолу до сите надлежни министри и така натаму, излегува со своји официјални реакции во деновиве пред ова, очекувам дека и денеска ќе излезат. Излегува и разни политички други, да кажем, фактори во државата со своји реакции. Со ниту еден збор реакција нема опозицијата македонска. Како ви се чини овој феноменово прашање? Опозицијата има реакција. Например, левица има реакција. Да. Таа реакција е целосно во поддршка на Русија. Но ВМРО-ДПМН нема реакција. Ова е многу изненадувачки и Мицковски нема реакција. Ова е многу изненадувачки, поготово имајќи предвид дека човекот љуби да вели дека е председател на најбројната партија во Македонија и дека има буквално по 3 ставови за секое минијатурно прашање во нашата држава, но за прашање што е големо и значено не само за Македонија како Македонија, туку за целиот Балкан и за цела Европа, како што е овој случај, Мицковски нема став. Но тоа почнував да го зборувам и у таа насока сакав да отидам. Значи, санкциите и одлучноста на Западот со која што ќе врати против Русија зависат и издржливоста на тие чекори, зависат од поддршката која што Западот ја има во своите држави. Русија действува тивко, Русија действува скриено. Се додека не дојде последниот момент, клучниот момент кога ја джајли бура вотата и тогаш Русија ги мобилизира сите своји капацитети. Фактот дека Русија на Балканот се третира како тектонска сила, значи сила која што е подземна, сила која што е моќна, која што има историски, културни, религиски и така натаму се разбира позитивни големи врски со овие региони и така натаму, но која што и своите малициозни планови ги спроведува на сличен начин. Пред 2016-2017 ние не бевме многу интересни за Русија. Да, Русија го поддржуваше ВМРО-ДПМН, дури и во 2016 имаше и официјална изјава од Руското министерство за надворешни работи во поддршка на владата на Никола Груевски, но не бевме стратешки интерес на Балканот, бидејќи русите мислеа дека своето влијание ќе можат на Балканот да го реализираат преку Србија. Кога дојде референдумот, кога стана известно дека ние можеме да станеме членка на НАТО, тогаш ги мобилизираа сите своји капацитети. И ќе видите истите тие кои што денеска фалат војна, кои што денеска молчат, се истите тие кои повикуваа на бойкотирање за време на референдумот. ВМРО-ДПМН, тоа е тоа што сакам да го кажам. Русија кога си ја наплаќа цената, таа цена ја наплаќа или во директна поддршка, како што тоа го прави левица, или во релативизирање, како што имаме разни структури кои што прават споредби со околности кои што не се баш за споредба, или преку молчење.
Јас морам Значи, да кажем дека има една неверојатна логичка дисонанца, би рекол. Од една страна се поддржува, говорам за оние кои што ја поддржуваат Русија во овој конфликт, се поддржува укинувањето практично на националниот и државниот суверенитет на Украина, а од друга страна се прогласува за предавство нашите преговори со Софија, кој што во суштина е сличен многу наратив. Многу е смешно. Иста е наративата. Историска вистина погрешна има Украина, односно Македонија, сега правиме увод кој зборува Бугарија. Украинците се руси, односно македонците се бугари, и Украина е творба на Ленин, односно Македонија е творба на Тито. И за истите тие луѓе, во еден случај го фала тоа која Русија го прави, во друг случај повикуваат на најголема милитантност која станува збор за дипломатско решавање на тие спорови долу. Тоа е доказ дека тие луѓе немаат став за одбрана на Македонија, немаат принципиелен став, колку што имаат реална желба да не дојде до договор со Бугарија. Бидејќи тоа се тие структури на кои што не им одговара Македонија да биде дел од НАТО, не им одговара Македонија да биде дел од ЕУ. Добро. Павле, јас за денеска меѓу другото ќе го имам господинот Бојан Маричич после 9 часот во ова студио. Тоа се договори кои што ги правевме не утринава, туку бидејќи се нормална дневна политичка агенда во државава. Но ќе те замолам да останеш што е малку, бидејќи и мојот следен гостин амбасадорот Огнен Малески е во студиото, но јас прво би сакал да го слушнам колегата Камчев од Вашингтон. Се надевам дека сме на линија. Борис, добро утро. Добро утро, Сашо. Борис, какви се првичните реакции, бидејќи ние ги знаеме до вчера сите, да кажем, позиции на администрацијата во Вашингтон, но што е најново од утринава? До вчера се најавува почетни санкции, почетни реакции и така натаму. Има ли промена во речникот и ставовите на Вашингтон од утринава? Па да, како што и спомнавме, нападот на Русија во Украина е една од најсериозните безбедносни кризи во Европа по Втората светска војна и има интересен дел од соопштението на американскиот претседател Џо Бајден, кој рече дека председател избра да води војна со умисла, кој донесе катастрофални човечки загуби и многу страдање. Русија е одговорна за смртта и уништувањето што ќе го донесе овој напад. И САД и сојузниците и партнерите ќе одговорат обединето и одлучно. Значи, и овде Бајден потенцира светот, ќе повика Русија на одговорност. Тоа што значи? Значи дека од утре, практички од денеска, во Белата куќа спремаат жесток одговор за постапките на Русија за агресијата отворената агресија што ја изведува во Украина и како што рече и соговорникот, ќе има жестоки санкции, ќе бидат објавени жестоки санкции, најверојатно тоа ќе биде еден пакет од економски мерки, блокада на блокирање на финансиските текови, тоест финансиски институции во Русија, банки. Претходно Бајден порача да издаде уредба за санкции против две институции, две банки, но сега Борис, тој список тие ги знаеме санкциите кои што се досега воведени. Сакам за крај да те прашам, бидејќи ти долги години живееше и во Русија. Ја знаеш одлично Москва, го знаеш Санкт Петерсбург, имаше можеби преку една деценија престој таму. Да те прашам што мислиш, каква е, и не само што мислиш туку, што велат можеби твоите пријатели, каква е атмосферата во самата Русија по повод ова што го прави сега Путин? Па, рускиот народ го поддржува, очевидно го поддржува нивниот председател и имаше и анкета на CNN денеска во која 50% одобруваат војна сила со цел Украина да не влезе во НАТО. Значи, може да се каже дека не нека постои некаква апатија во политичкиот живот во Русија, но голем дел, можеби не 50%, но голем дел, огромен дел од населението го поддржува Путин во неговите напори таму за некакво прекројување на историјата и сето тоа. И за многу Русија и Украина е сепак
една, како да кажам, тема која тие ја сваќаат како своја блиска земја, имаат роднински врски, има патувања кои се вршат постојано помеѓу граѓаните, руските граѓани одат во Украина и украинците има врски роднински и секакви брачни и сето тоа, значи не верувам дека ќе има многу голем отпор. Може би ако ситуацијата ескалира и ако ако се зголеми и бројот на жртвите, претпоставам и на руска страна, тогаш веројатно ќе има некакви реакции. Борис, јас ти благодарам за оваа значајна интервенција од Вашингтон, па и на двете теми за атмосферата во Русија и она што се спрема во Америка. Ќе се чуеме ние веројатно и во текот на утрешниот ден, бидејќи до тогаш ќе се знае многу повеќе што и како ќе бидат реакциите. Борис Камчев од Вашингтон. Ситуацијата е флуидна, се менува, и Така е. Благодарам Борис. Павле, за крај само да прашам, сега се разбира од кога почнаа војните операции, она што никогаш не престанало, но сега доаѓа нова фаза на една пропагандна војна и претпоставам дека тоа сега ќе се засили до максимум. Се покажа дека она што Западот го предупредуваше со недели, а што беше квалификувано дека како ширење лаги и така натаму манипулации, се покажа дека е се точно. Што очекуваш, како ќе се прелее таа пропагандна вода овде во Македонија? За жал, очекувањата не се баш оптимистични. Очекувам многу поголемо одлепување од стварноста и реалноста. Поготово кај поддржувачите на Путин и на постапките на Русија, бидејќи видат, да, зборуваме за војна на пропаганда, меѓутоа зборуваме за едни две целосно диаметрално спротивни реалности во кои што живее западниот свет и во кои што живее Русија и незините поддржувачи. Значи, да, вистина е дека јавноста 50% и повеќе од 50% во Русија ги поддржува постапките на Путин. Но видат пропагандата која што ја практикуваше Путин. Искрен, тоа јас ја видов анкета на CNN вчера објавена, ова за што и Камчев говори, таму има 5-6 прашања, многу се занимливи. Да бидам искрен, Павле, дури очекував и поголема поддршка од ова што е сега. И јас очекував поголема поддршка, но ако земете во предвид дека пред 3 недели поддршката за војно интервенирање во Украина беше 11 до 13% во Русија. И сега тоа се фази од тактиката на Путин. Бидејќи многу луѓе прават грешка и инцидентите во Украина ги гледаат изолирано, не се изолирани. Ова е дел од огромната кампања која што почна во 2008 во Јужна Осетија. Кампањата на Путин за мобилизирање на поддршката од руската јавност за војно интервенирање во Украина почна пред 3 недели откако тој ги постави војните сили. Тогаш беше од 11 до 13%, сега е 50%. Таа бројка очекувам да расте и за жал тој пораст и таа пропаганда ќе се преслика и во другите држави, гледаме што се случува во САД, тоа ќе се преслика и кај нас и ќе имаме многу поголемо одлекување од реалноста. Само на кратко, бидејќи веќе ме чекаат разни луѓе што по телефони, што по зумови, а и во студиото. Павле, се работи во Македонија за организирани инсталации или тоа сепак една, како да кажем, една флуидна ситуација во која и луѓе кои се наивни или кои што добронамерени така имаат забуни? Мораме да правиме разлика помеѓу оние што ја дисеминираат пропагандата и оние кои што ја конзумираат пропагандата. Едно е вие реално да се чувствувате блиски со русите. Се разбира. Сосема друго е да верувате дека тие се во право. Но луѓе кои што свесно шират дезинформации, релативизираат и действуваат координирано со поголеми центри на моќ, тие се тие кои што ја предизвикуваат пропагандата. И тие активности се координирани на територијата на нашата држава, како и на целиот Балкан. Павле Благоевски, благодарам многу за оваа анализа.